Старото хидројаловиште кај Пробиштип, една од 7 жешки еколошки точки, ќе стане парк. Ревитализацијата на ова старо хидројаловиште, кое направи неколку еколошки хаварии, но и кое се уште предизвикува загадување на воздухот, почвата и на подземните води, ќе чини околу 4 милиони евра. Општината нема пари и затоа централната власт го презема овој проект. Проектот за ревитализација опфаќа најпрви одводнување и стабилизација со потпорни ѕидови на косината на јаловишната депонија, поставување на геомембрана, како и поставување на слој од хумусна земја, кој што во втората фаза би требало да прерасне во еден парк, односно зеленило, токму на овој дел од градот. Старото хидројаловиште е во непосредна близина на градот Пробиштип. 4 децении во него не се депонира олово-цинковиот отпад од рудникот Злетово. Но ваквите тивки загадувачи според научната фела представуваат неискористено рудно богатство. Кај нас засега не се интересни, но кај странските компании предизвикуваат интерес за експлоатација. Примамливи им се пред се ретките метали како што се индиумот, галиумот и германиумот. Во тие јаловишта, стари, во Злетово ги имаме 5-6 поредени, кога се експлоатирало, не се гледало многу на искористувањето. Зошто? Затоа што се експлоатирале богати партии, па сме имале одлевање во концентратот и до половина процент олово, цинк, што во денешни услови може би ќе биде интересно и за експлоатација или во догледно време. Странските компании веќе пројавиле интерес за македонските стари хидројаловишта. Извршени се дупчења, но засега нема никаков конкретен договор со нив. Според универзитетскиот професор Серафимовски, државата треба да направи стратегија за искористување токму на овие хидројаловишта, кои во себе содржат ретки метали.